Почитувани граѓани, како што ви ветивме во претходната програма, изминатите години реализиравме крупни проекти во инфраструктурата. Овозможивме доградба и модернизација на аеродромот Александар Велики и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Го изградивме патот Радови-Струмица. Беа реконструирани 18 регионални и 225 локални патишта, а беа реализирани уште голем број на стратешки инфраструктурни проекти. Тоа и уште многу ветени, но и реализирани проекти од минатото, веруваме, ни даваат доволно кредибилитет да ни верувате при ветувањата на новите проекти, предвидени во нашата нова програма за наредните 4 години. До 2016-та ќе заврши изградбата на последната делница од автопатот Александар Македонски од Демиркапија до Смоквица, во должина од 28 км и инвестиција вредна 210 милиони евра. Веќе започна градбата на новиот автопат Гоце Делчев од Скопје преку Свети Николе до Штип со должина од 47 км. Рокот за изградба е до 2017 година, а вредноста на инвестицијата е 206 милиони евра. Започна и градбата на делот од автопатот Мајка Тереза, делницата од Кичево до Охрид, со должина од 57 км. Инвестиција вредна 374 милиони евра. Градбата ќе заврши во 2018 година. За сите овие автопати, финансиската конструкција е затворена и парите се обезбедени. Покрај ова, ќе направиме обид да изнајдеме концесионер за изградба на автопат Гостивар-Кичево, како и Скопје-Блац. За ова веќе ги започнавме подготовките и процедурите. Автопат ќе се гради од Требениште до Струга во должина од 8,5 км, во износ од околу 45 милиони евра, почнувајќи од 2016 година. Ќе се изведе целосна реконструкција на патот Велес-Катваново, како дел од автопатот Александар Македонски, во должина од 23,5 км. Инвестиција вредна околу 8 милиони евра во следните 2 години. На автопатот Александар Македонски ќе се реконструира делницата од Смоквица до Гевгелија, во должина од 10,5 км, со проектирани 7 милиони евра. Исто како и делницата Неготино-Демиркапија и Куманово-Миладиновци, во вредност од 23 милиони евра. Сите три делници ќе се завршат до 2017-та. Во правец на правење автопат кон Бугарија ќе започне првата фаза, преку изградба на експресен пат, што значи 2 пати по 2 ленти, но со можност во иднина за доградба на уште по една лента, со што од експресен пат од 4 ленти ќе се претвори во автопат од 6 ленти, кога за тоа ќе се создадат услови и потреба. Должината на оваа прва делница, експресен пат од Куманово до Ранковце, е 22 км. Се очекува да се инвестираат околу 66 милиони евра, а рокот на реализација е планиран помеѓу 2016 и 2018 година. Ќе следи и проширување и реконструкција на ниво на експресен пат на делницата Штип-Кочани во должина од 26 км, во износ од 23 милиони евра до крајот на 2017 година. Предвидовме и изградба на нов експресен пат 4 ленти од Охрид до Пештани, во должина од 14 км до 2018, како и експресен пат од Штип до Радовиш во должина од 38 км, чија градба треба да почне во 2017. Вкупно, овие два експресни патишта би чинеле околу 120 милиони евра. Од реконструкциите би ги нагласил уште и магистралниот пат Битола-Ресен-Буково во должина од 27 км, Маврово-Жировница-Дебар во должина од 20 км, Делчево до планина Голак 12 км, до изградбата на регионалниот пат во Вевчани од фабриката Вевчанка до здравствениот дом, како и реконструкцијата и проширувањето на патот Велес-Кадрифаково во должина од 24 км. Вкупната вредност на проектот е околу 15 милиони евра. Од 2015 до 2019 предвидена е изградба на експресен пат од 4 ленти од Градско преку Росоман и Дреново до Прилеп, во должина од 28 км, во износ од 68 милиони евра, со што значено ќе се подобрат условите за патување во овој правец. Почитувани граѓани, ова се само 20 од вкупно 146 крупни инфраструктурни проекти и ветувања предвидени во програмата. Почитајте ја програмата и одете на проверено, затоа што има разлика. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5